Почитувани гледачи, го следете новото издание на вестите на Канал 8. Спортски терен за кошарка и фитнес зона на отворено добија младите во Виница. Инвестицијата е вредна 3 милиони денари, а општината ја реализираше со поддршка од УСАИД во соработка со Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип. Младите во Виница добија ново игралиште за кошарка и фитнес зона на отворено. Изградени се во рамки на проектот Направи разлика, чиј носител е Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип, а со финансиска поддршка од USAID и локалната самоуправа на Виница. На свеченоста по повод предавањето во употреба на спортските терени, а на која присуствуваше и Марк Елингстад, директор на Канцеларијата за демократија и добро владење на USAID, градоначалникот на Виница Миле Петков истакна дека се работи за важен проект. Тој е реализиран по иницијатива на младите. Соработката со Фондацијата од Штип започна со подпишување на меморандум за соработка и овој проект е реализиран, имплементиран со нивна поддршка, а со поддршка на УСАИД и секако на општина Виница. Вредноста на овој проект е негде околу 3 милиони денари, од кои околу 40% учествува Фондацијата за развој на локалната заедница Штип. Претходно овде имаше едно запуштено тениско игралиште, земјени терени, кои што не беа во функција повеќе години, и затоа ова иницијатива беше прифатена од наша страна и еве сега може да видите дека има разлика, дека има игрален спортски терен кој што масовно се користи од младината во Виница, па и од средното општинско училиште Ванчо Брке. Еве има теретана на отворено. Ние во наредниот период планираме да поставиме нова урбана опрема, нови простор, така да младите од Виница ќе имаат место каде што ќе спортуваат и ќе се рекреираат. Во рамки на проектот Направи разлика се одржа и младински форум. Беа представени проектите што досега се реализирани, како и оние што се во тек или се во подготовка. Во рамките на проектот работиме со активни членови во заедницата, некои што се локални лидери, некои што имат иницијативи и идеи, конкретно во Виница, посебно соработуваме со Ротари клубот од Виница и се обидуваме во соработка со нив да идентификуваме проблеми и потреби и секако да најдеме решение. Меѓутоа, со младите работиме посебно преку концептот на Младинска банка, каде што вклучуваме група од 10 до 15 млади, кои што поминуваат серија на обуки од тоа како да можат да истражат кои се потребите и проблемите на младите, како тие уочени потреби и проблеми да испланираат или предложат некое решение и како тоа решение може да се имплементира и секако на крајот тоа што е важно, како младите повеќе да се вклучат и да направат нешто повише за себе, односно да организираат акции за мобилизирање на ресурси за тие иницијативи да бидат на крајот секако и реализирани. На младинскиот форум во Виница, преку практични примери, младите пренесоа собствени искуства и предизвици од вклучувањето во Младинската банка. Потоа беа формирани акциони групи кои работеа на идентификување локални прашања и потреби со иницијативи за нивно решение. Во изминатите 2 години од реализацијата на проектот Направи разлика, доставени се 58 иницијативи од младите од сите 6 општини, при што реализирани се 43, а останатите се во завршна фаза. Во наредниот период Фондацијата за развој на локалната заедница ќе вклучи и млади од уште 3 општини во источниот регион. Поради дефект на главната водоводна линија, корисниците на високата зона во Кочани останаа повеќе часови без вода. Дефектот беше лоциран под мостот кај градскиот пазар, а екипата на секторот водовод и канализација интензивно работеа во текот на денот. Поради дефект на главната водоводна линија кон високата зона во Кочани, без вода 24 часа останаа жителите на улиците Питу Гули, Охридска, Пиринска, Кирил и Методи, Христијан Карпош, Васил Главинов, дел од улицата Страшо Ребапче, како и на селбите Бејрут, 14-та бригада и жителите во село Бели. Дефектот беше лоциран под мостот кај градскиот пазар, а екипата на секторот за водовод и канализација, како и со помош од општествено одговорна компанија, интензивно во текот на денот работеа на санација на проблемот.
од комуналното јавно предпријатие Водовод посочија дека е пукната цевка во должина од 6 метри, при што истата веќе е заменета со нова. А вчера некаде поручек околу 17-18 часот пукна главната цевка FI200, која е за висока зона западен дел, така да најголем дел од граѓаните западниот дел на Кочани немаа вода. Да, таа цевка е компрометирана, тука речното корито од водата се компрометира и ние имаме план, веќе направено е, уште малце стои да ја преместиме таа цевка од другата страна на реката, али за малце ни требаше време, уште некој месец дена ќе ја преместиме и веќе тој проблем да го решиме не за секогаш. Во врска со настанатиот проблем, од Водовод додадоа дека се работело за посериозен дефект на водоводната линија, од која истекувале 100 литри во секунда, при што тоа предизвикало поплавување на просторот околу дефектот во коритото на Кочанска река, како и отежнување на работата на лицата во секторот за водовод и канализација. Во тек се геомеханички истражувања за изградба на мост на Кочанска река, што ќе ги спојува улиците Лазар Андонов и Вера Которка. Градежните работи се очекуваат да почнат следната година, информираат од локалната самоуправа на Кочани. Започнаа геомеханичките испитувања на теренот каде што се планира изградба на мост на Кочанска река, што ќе ги спојува улиците Лазар Андонов и Вера Которка. Се работи за истражувања кои што ќе определат носивоста на почвата во долните слоеви. Според програмата за изработка на проектната документација, мостот треба да биде долг 30 на метри и да биде на колови на поголема длабочина. Изградбата на мостот е со цел да се намали сообраќајот на улиците Стево Теодосиевски, Глигор Апостолов и Никола Карев, чии профили не ги обезбедуваат потребната пропусна моќ, нивото на услугата, економичноста и безбедноста во сообраќајот. Изградбата на мостот е почеток на поврзување на овој дел од градот со јужниот булевар, чија градба се планира да почне следната година. Музеот Теракота од Виница реализираше едукативна ликовна колонија со 30 на лица со посебни потреби. Потребните финансиски средства ги обезбеди Министерството за култура. Музеот Теракота од Виница реализираше дел од проектот Едукативна ликовна колонија за лицата со посебни потреби од општината. Активноста се спроведе во дворот на манастирот Рождество на Пресвета Богородица во Блатец. Учесници беа 30 на млади кои го посетуваат дневниот центар за лица со посебни потреби во Виница. Со подршка од учениците од Основното училиште Кочо Рацин од Блатец, како и од волонтери од Општинската организација на Црвен крст Виница, учесниците на колонијата сликаа акварели на слободна тема. Нивната работа ја координираа вработени од музеот. Во рамки на проектот веќе е реализирана и посета на музеот на ретки минерали во Пробиштип. Лицата со посебни потреби пак ќе учествуваат и на настан што ќе се одржи во општина Ранковце. Реализацијата на едукативната ликовна колонија е со финансиска подршка од Министерството за култура. Во Центарот за култура Бели Мугри продолжуваат програмските содржини предвидени за тековниот месец. Директорката Ана Поп Михаилова најави дека по подолг период во Кочани ќе има и куклена представа која е наменета за најмладите. Во Центарот за култура Бели Мугри продолжуваат програмските содржини предвидени за овој месец. Директорката на установата Ана Поп Михаилова посочи дека настаните се прилагодени за секоја возрастна група граѓани. 20 и 21 септември се датуми кои што се резервирани за новото филмско остварување, а тоа е бизнисот на задоволството. Посетителите в сабота ќе имаат можност да се видат и со дел од филмската екипа кои ќе бидат присутни на самата кинопроекција. После долго време на задоволство на најмладата публика на 24 септември имаме куклена представа и тоа за немалите. На 25 септември конечно во Кочани ќе ја имаме представата Разведиме, поточно во режија на Роберт Ристов. На 26 септември, навечер во 19:30 часот имаме изложба на уметникот Марен Стојановски, кој ни е дел исто така од годишната програма. Наредната недела, од 1 до 7 октомври, ни е недела посветена на детето.
и во тој период ќе имаме на различни настани посветени за децата. Сите детали околу настаните се поопштирно можат нашите посетители да видат на нашите Facebook и Instagram страница, каде што се наведени сите детали за секој настан посебно. Првиот настан во октомври е фестивалот на песни за деца Весело штурче, а на втори пак ќе биде отворена изложбата Нова димензија во создавање од авторката Александра Димитрова. За најмладата публика во Центарот за култура Бели Мугри на 4 следниот месец ќе биде прикажана детската представа Црвенкапа. На средината од октомври, односно на 15 и 16, ќе се спроведе кинопроекцијата на германскиот филм Елаха. Почитувани гледачи, временската прогноза беше последната содржина во вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Довидување.